Драги гледачи, ова утро се запознаваме со ротаријанците, мојата денешна соговорничка, господја Катерина Велјановска-Блажевска и господин Панделе Панделески, кои што се долгогодишни ротаријанци, дел од Ротари клубот, а всушност од нив ќе дознаеме што значи Ротари клубот, колку време постои и одбележувањето на 120 годишнината на глобално ниво, колку време кај нас е Ротари клубот Скопје Вест и за се она што сака да знаат гледачите кога Ротари клубот во прашање. Добро утро за двајца. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Катерина, најде веднаш со вас ќе почнеме, што е Ротари всушност клубот? Благодариме на оваа прекрасна иницијатива да можеме да го представиме ротаријанството на нашата поширока публика, бидејќи се работи за доблесна иницијатива. Всушност што представува Ротари? Тоа е една глобална мрежа на поединци кои што се спремни, подготвени да направат општествени промени, потекнувајќи пред се од самиот себе, во однос на потекнување на позитивни морални вредности во личниот живот, во професионалниот живот и понатаму во општеството. Нам ни е важно да дискутираме за етика на однесување, на помагање на оние на кои што има најпотребно. Тоа значи дека излегуваме надвор, односно ги надминуваме сопствените интереси, одиме понатаму, таму каде што општествено сме најпотребни, така што во глобални рамки ротаријанството е доблесна иницијатива која што е под заткрила на Ротари Интернационал. Станува збор за една од најголемите сервисни организации со преку 1.300.000 представници, ротаријанци, кои што се обединети во Ротари клубови. Тие припаѓаат на одредени дистрикти и на тој начин секој може, секое општество може да влезе во оваа доблесна иницијатива која што опфаќа области на потекнување на мир, заштита на животната средина, таму каде што е најпотребно искоренување на одредени болести и така натаму. 120 години од постоењето на ротарите или Ротари клубот на глобално ниво. Што значи тоа и за нашата држава? Тоа всушност би значило дека 120 години се негува оваа традиција на помош, подавање рака таму каде што е најпотребно. И она што е особено задоволство е дека истата иницијатива и 120 годишнина се прослави и овде, во нашата земја. Сојузот на Ротари клубови имаше одлична организација и до пиедестал ги доведе токму овие вредности кои што досега ги набројавме. Се работи за манифестација која што паралелно се одржува повеќе помалку во ист период секаде низ светот. Овде кај нас беше представено преку уметничка програма, манифестација на доделување на признанија, на истакнати лидери, на оние кои што учествувале во основањето на ротаријанството овде кај нас, на начин на кој даваме пример на идните генерации како да восприемаат, како да потекнуваат доблест, позитивно однесување, помош каде што е најпотребно. Велиме дека најсреќен е оној кој што најдобро служи. Велиме дека секогаш треба да излеземе од нашата матрица на интереси и да пронајдеме каде најмногу сме потребни и едноставно на тој начин секој се чувствува поудобно во сопствената кожа, а општеството добива многу повеќе кога се споделува. А господинот Панделески ќе ни каже за почетоците на Ротари клубот Скопје Вест, од кога датира и колку време всушност вие сте ротаријанец? Така, благодарам. Накратко само ќе се навратам на почетоците на Ротари во Македонија. Имено првиот Ротари клуб во Македонија е формиран 1931, после тоа се формира клуб во Битола. Меѓутоа тоа сето после Втората светска војна, нели со социјализмот згаснува ротаријанското движење и се возобновува негде во 1995 година. Од тогаш до денес, значи Ротари клубовите во Македонија, 26 на број во моментов, со 700 членови, се организирани во Сојуз на Ротари клубови и во моментов сме во заеднички дистрикт со Словенија. Разни активности, значи, прават Ротари клубовите на повеќе полиња, како што се, например, хуманитарни проекти, проекти од доменот на здравството, на образовни програми и така натака и така натака. Што се однесува до нашиот клуб, тој е чартериран, оформен во 2015 година
Во моментот брои 32 члена, од кои се, да речам, 16 жени, 16 мажи. И во принцип едниот од препораките на Ротари е во секој клуб да има професионална диверзификација, тоест да има членови со различни професионални бекграунди, така да кажам. Така да и во нашиот клуб имаме, не знам, машински инженери, електроинженери, архитекти, професори и луѓе од различни струки. Идејата е, значи, нивните креативни размислувања да ги спојат на некој начин и да направат некаков проект. Што значи, што прават ротаријанците, какви проекти прават, ево нашиот клуб, да речеме. Ние имаме стратешко партнерство или стратешки поддржуваме на училиште тука во Скопје, Наум Охридски, за деца со посебни потреби. Во рамките на самото училиште има 6 струки, каде што учениците се оспособуваат, да речам, да стекнат вештини за занаети, за после во животот да можат да им користат. Покрај класични донации, значи од типот на интерактивна табла и други донации, со нив направивме неколку проекти, би издвоил два. Едниот го нарековме од децата за децата, имено им обезбедивме репроматеријали и самите дечиња од текстилната струка изработија кебиња, јоргани и така натака, и потоа тие материјали па ги дониравме во Крушево на 40 на деца кои што се во кои што престојуваат таму во фамилии. Исто така со нив го изработивме и проектот Моја екоторба во 2021 година, каде што целта на тој проект е да се подигне свеста за поголема рециклажа и неупотребување на пластични кеси. Исто тоа го изработија дечињата и повторно заедно со нив го промовиравме во неколку наврати, ги делевме овие екоторби.